Добро вечер и добре дојдовте во новата епизода на Седмица. Како сте ми? Се надевам добри. Еве стигнавме и до крајот на мај. Времево полека се стабилизира и мислам дека од оваа недела веќе ќе не фатат вообичаените пеколни горештини. Матурските и полуматурските прослави се во полнек и допрва ќе земаат залет. Од нас возрастните, некој ги користи последните денови од ланскиот одмор, некој веќе планира кога да ги земе деновите од новиот. Се прават математики, кој каде ќе оди, си имали доволно пари за на море, имали барем доволно да се тркне некаде низ Македонија или едноставно да се земат слободни денови и да се заврши некоја работа по дома. Како и да е, полека животот ќе се успори. Треба да се наполнат батериите затоа што не чека жешка есен, посебно поради локалните избори што ќе се одржат веројатно во октомври. Многу работи се случи од минатиот мај до денеска. Посебно што наскоро ќе измине и ќе се одбележи првата година од промената на власта и владењето на новата влада. Мислам дека во наредниот месец ќе се прават многу анализи, ќе се пишуваат колумни, ќе се изнесуваат ставови што се е променето, на што допрва треба да се работи, кои се очекувањата и слично. Но нешто што се случи минатава недела некако онака ми испровоцира, можеби да избрзам со мое видување и да искоментирам само еден мал сегмент од промените. За што станува збор? Две обвинени, едно за нарачување на убиства за 9 лица, во кои е инволвирана криминалната група Беланоца Барон и група поврзана со нив. Друго за дилање на дрога против 10 лица за групата на Раде Трајковски Штекли. Обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција го гони Фатлју Маети Тоте, лидерот на Беланоца Барон, дека од затвор нарачал 4 убиства. Најстарото убиство е од 2014 година. Првата група нарачува и извршува со логистика 4 убиства, од кои едното е двојно убиство. Мотивите се различни. Тие се по порачка, поради ниски побуди. Познати се Шишабар и убиството во Ханиоти. Тогаш беа ликвидирани лидерите на спротиставената група Дуќанџи Грчац и Етон Кривањева Жилаво Шишабар, како и Орхан Бајрами Оки на Халкидики. Додека пак Зул Кјуфлин Уредини од селото Батинци, познат во Скопското подземје како Мали Репки, се гони дека нарачал 3 убиства. Едно е двојно, а 3 лица кои се осомничени се во бегство. Еден од преживеаните ги препознава и посочува напаѓачите. И Мали Репки од затвор ги нарачувал убиствата и се правеле планови како да му се одземе животот на сведокот за да нема кривична постапка. Мотивите за убиствата биле најразлични. Едно од нарачаните убиства било врз лице кое наводно ги предал на надлежните институции 2 лица поврзани со убиствата на Смилковско езеро. Едниот кој е осуден, а другиот кој е во Косово. Овие обвинети се гонати за изнуди, закани, злосторничко здружување, но и тешки дела, како палење на објекти и возила. Палењата ги вршеле млади лица за мали парични износи. Другата група на Раде Трајковски Штекли, врз кој 3 пати имаше обид да биде ликвидиран, броела уште 16 лица. Обвинети се за трговија на дрога, кокаин и марихуана. 7 од нив веќе се спогодиле со обвинителството и добиле затворски казни од 3 до 5 години. Станува збор за продавачите на дрогата. Раде Трајковски Штекли и Беланоца Барон имаат меѓусебна комуникација. Лојалност меѓу нив нема и не прават заедно кривични дела. Групата на Штеклија криела дрогата на градежно земјиште во државна собственост. Дрога продавале и на интернет, но најчесто во кафуле во аеродром, без да тоа да знае собственикот. После толку години, новата власт конечно почна со расчистување со опасните наркокартели во Македонија, кои во изминатите 7 години станаа толку моќни што почнавме да наликуваме на латиноамериканска држава, слична како Колумбија или Мексико. И покрај тоа што обвиненијата стигна од, како да го наречам, освестеното обвинителство, сепак најзаслужни за ова расчистување со криминалните банди се владата и министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Од првиот ден од стапувањето на функцијата, една од главните битки кои ги започна беше токму ова – рушење на наркокартелите. Истите тие наркокартели кои во времето на претходниот министер Спасовски буквално доживеа свој процут. За разлика од времето на екс-министерот, сега кога се случуваа пукотници и ликвидации од типот на тие во Шишабар и она на Халкидики и неуспешните обиди за убиство на Штекли, сега за само една година од доаѓањето на Тошковски, сите овие банди се обезглавени и повеќето сикарија, нели така ги викаат платените убици на картелите во Латинска Америка, се или разбегани или во затвор. Штекли, наместо да избегнува куршуми како не од Матрикс низ трговските центри во Скопје, ете сега безбедно си седи зад решетки. Значи, разликата на ова поле за само една година е огромна. Го расветли криминалот во лотарија, ги растури најголемите наркокартели во Македонија, па дури нели разби терористичка келија.
Ако памтите, 8 убиства, најмалку 3 обиди за убиство, изнуда, рекет, заплашување, уапсени терористи, наркокартели. Се беше решено во само еден ден. Со други зборови, Министерството за внатрешни работи под раководната палка на Тошковски успеа да разреши повеќе кривични дела, колку што неговиот претходник Спасовски не успеа во речиси цел мандат. Значи Тошковски и полицијата под неговата раководна палка си ја завршија работата. Сега предизвикот е на друго место. Тој и владата влегува во отворена војна со организираниот криминал и корупција. А дали ќе ја добие, ќе треба да почекаме некое време. Полицијата, која е дел од извршната власт, ја заврши својата работа со собирањето докази, акции и апсења. Со освести еве и обвинителството кое под закана дека ќе заигра метлата таму и дека нема како и досега, конечно се фати за работа, така што сега на потек е судството. Судирот на владата не е со ситни джепароши, туку со големи и крупни криминални играчи кои имаат многу ресурси, пари, луѓе и врски и затоа постои опасност се да пропадне во вода доколку судството кое е на колена дозволи повторно да подлегне на разни притисоци, пред се политички. А каква е состојбата во судството? Судијата Афрем Фидани е новиот претседател на Врховниот суд. Со 8 гласа за и 5 против од членовите на судскиот совет, ја доби довербата да раководи со највисокиот суд во земјава. Фидани претходно бил апелационен судија, а во 2017-та станува врховен судија. Иако мислењата за него беа поделени, односно дел од членовите на судски, сметаа дека не се истакнал доволно во работата, но и дека не ги познавал доволно состојбите во судството и судскиот совет, сепак одлучија дека е подобар избор од врховната судијка Беса Адеми, која претходно еден мандат раководеше со Високиот суд. За неа мнозинството гласаше против, бидејќи не била доволно кооперативна, а меѓучовечките односи во Врховен биле нарушени, додека таа била председателка. Кандидатот Афрем Фидани, искрено, јас сум изненадена, морам да ви кажам, колку имаше малку познавање во однос на актуелните состојби во судството, а како прв човек на највисокиот суд сметам дека тоа е недозволиво. Колегата Афрем Фидани го познавам лично, мислам дека е искусен судија, има менаџерски вештини и ќе оправда нашата доверба, затоа гласав за. Аз не видам во нејзиниот ангажман одреден предлог или заедничка расправа во надминување, во изнаоѓање на рационални решенија како подобро и поефикасно судство. Точно имам сознание дека во периодот дека она била председател биле нарушени човечките односи во Врховниот суд и сметам дека менаџерот како прв човек во Врховниот суд треба пред се да внимава на меѓучовечките односи, а со тоа и да се зголеми довербата на јавноста во судскиот систем. Председателот на Кривичниот суд пак Иван Џолев стана апелационен судија. Сите членови на судскиот совет му ја дадоа поддршката за да оди во повисокиот суд, бидејќи бил исклучителен судија долги години и пред да стане председател на најголемиот суд во земјава 2 мандати. Со из неговите искажани ставови цврсто се бори за независно и самостојно судство и сметам дека треба да напредува затоа што од позиција на второстепен судија уште повеќе ќе се слуша неговиот глас и тоа ќе овозможи да на некој начин сите како поединци заедно се обезбеди самостојна и независна судска власт. Покрај Џолев за апелациони суди во кривична област беа избрани судијките Марија Клетничка-Марковска, Олја Ристова, како и судијата Бети Мјахија. На денешната седница Советот избра и 6 нови суди од граѓанска област за во апелациониот суд Скопје. Вака кога ја гледате веста си велите па што има спорно во сето ова. Советот седнал, гласал, поставил нов председател на судот, назначил 6 нови суди во Скопски апелацијски суд, без некој скандал или без некоја кавга. Но не е баш така. Само ден по овој избор, подпредседателот на Собранието и пратеник Милошовски, кој ги следи состојбите во судството, обелодени дека целиот овој избор бил незаконски, а председателот на Советот Александар Камбовски извршил и кривично дело. Според него, во постапката за избор на судии биле направени суштински повреди на процедурата на самиот судски совет. Имало погрешна примена на правото и целосно и нецелосно утврдена фактичка состојба. Имено првата незаконитост е што ниту записниците, ниту двете ранг листи на кандидати за избор на судии не се подпишени и верифицирани во полн состав од Комисијата за рангирање, која мора да има 3 членови, а подпишани се само 20.
Откако виделе дека само со двајца не иде, на брзина си поставиле нов член во јануари, но и тоа не им помогнал. Така предложената ранг листа е ништовен акт, врз кој не може да се остваруваат права, ниту можело да се продолжи со процесот на селекција. Второ, сегашниот председател на Советот сторил кривично дело на извршување на судска одлука, затоа што иако бил известен 5 месеци пред овонеделната седница, тој како председател на Советот не постапил конечно решение на Врховниот суд и правосилна пресуда на Управниот суд, со кој се укажува на сторени повреди од страна на Судскиот совет на Законот за општа управна постапка и погрешно утврдена фактичка состојба во постапка на оценување на еден од кандидатите. Неизвршувањето на судска одлука представува посебно кривично дело. Трето, решенијата за оценување на кандидатите се подпишани од неовластено лице, кој немало властување за подпишување на посочените акти, бидејќи по пресудата, со која Нели Весна Дамева се враќа во Советот, таа било таа што требала да ги подпише решенијата. Четврто, добар дел од решенијата за оценување на кандидатите немаат образложение како и на кој начин е утврдена основата за пресметување на оцената, како се применети критериумите, како е утврдена средната оценка и како е извршена пресметката на бодови, со што на сомнителен начин, арбитрерно, со големи врски е креирана конечната ранг листа. Петто, сериозна неправилност е и фактот што се врши избор по оглас распишан уште пред 3 години и ранг листата е правена за резултатите и достигнување на судиите што ги имале до пред 3 години. Значи не се земени предвид подобрите или влошените резултати, дополнителната едукација, менторство или превземање дополнителна работа во судската функција. Плюс овој избор се дискриминирани сите оние суди кои кога бил распишан огласот пред 3 години, можеби не ги исполнувале условите, но сега во моментот на избор веќе ги исполнуваат. И шесто, легитимноста на процесот на одлучување е целосно компрометиране, дека е спорен легитимитетот на 5 членови на Судскиот совет, оние на кои им беше изгласана недоверба во собранието, нели законодавниот дом кој ги избрал и пред кого даваат отчет. Ова се сериозни незаконитости заради кои при евентуална тужба на било кој од кандидатите пред надлежен суд ќе се поништат одлуките за избор на Скопска апелација, слично како што пред некое време беше поништена незаконитата постапка на Судскиот совет за предлог на еден член на Уставниот суд, вели во Facebook статусот пратеникот Милошевски. Значи, според него, доколку јавното обвинителство или било кој од кандидатите ја обезбеди целата документација, тогаш ќе имаат сериозна основа за покренување обвинение против председателот на Советот. Со други зборови, кучињата си лаат, карванот си врви. Нема сила што ќе ги натера овие од Судскиот совет или да се реформираат како што треба, или да си ги спакуваат куферите и да остават на нивно место да дојдат личности со вистински кредибилитет, кои конечно ќе помогнат во Македонија да завладее правото. Инаку пак ќе си бидеме сведоци како Пајак нели нападна полицајка, како само 6 месеци условно се добија за сообраќајна несреќа со смртни последици, прегазени луѓе на пешачки без казни, воспитна мерка за дилање дрога, односно да си остане на сила онаа политика на неказнивост што ја промовираше политичко-судската мрежа на СДСМ и ДУИ во изминатите 7 години. Нели, на сите не е јасно дека Македонија нема толкави проблем со законите, туку со фактот што тие воопшто не се спроведуваат или ги спроведуваат како што им одговара на поединци. Нели, како што беше случајот со на момчето возач кој во слободно време беше дилер на дрога. Но нели судиката, чиј сопруг работел со неговата мајка, тогаш реши за прв пат во пракса да го спроведе решението, наместо во затвор тој да добие само воспитна мерка. Значи во Македонија барем да се почитуваат одлуките или едноставно да се имплементираат и најлошите законски решенија, би било подобро, би имало помалку последици отколку нивно целосно непочитување или кршење. Значи тоа се тие апсурди на правосудниот систем кој го потикнуваше минатата власт и како оставштвина на СДСМ и ДУИ се уште го зголемува гневот кај јавноста. Сите знаеме дека одредени моќници во правосудството, но и од минатата власт, си земаат за право да бидат над законот. Значи, кратко и јасно, СДСМ и ДУИ го испромовираат тој систем на неказнивост како правило на однесување, а треба да биде обратно. Треба да се промовира систем на законитост и казнивост на секој сторител на кривично дело. И тоа буквално како што е наведено во законите, затоа што џабе ние закони ќе унапредуваме кога никој не ги спроведува. Џабе полицијата ќе апси, џабе обвинителите ќе поднесуваат обвиненија ако судот ги ослободува. И џабе бугари во устав ќе ставаме ако не успееме ниту една реформа да спроведеме од првото поглавје во преговорите со Европската Унија.
Сега кога сме веќе кај бугарите во уставот, ветото и патот кон Европската унија, еве неделава го гледаме СДСМ и Филипче, кој први не одбранија од мигрантите од Велика Британија, сега ќе не бранат од бугарите преку национален консензус. Филипче денеска ги повика политичките лидери на заедничка маса да разговараат за евроинтеграциите кога од Брисел стигнуваат пораки на поддршка за кој вели потребен е национален консензус. Тој момент на толкување на протоколите, прво. Понатаму, еве во јавноста излегува еден предлог од претседателката, можноста да се разговара и за некој нов протокол. Третата работа, да изнајдеме начин да можеби се модифицира работата на Историската комисија, да побараме на странски експерти да присуствуваат и да учествуваат во таа работа. Например, луѓе кои што имаат искуства во своите земји. Меѓутоа, ова е работа за која што сепак лидерите на најголемите партии треба да се седнат заедно, и тоа овој временски период, пошто очигледно постои расположение сега во Европската унија да се поддржи овој процес. Владеачката партија, која веќе го одби повикот за лидерско соочување, сметаа дека нема потреба од таква средба. Обвинија дека Филипче само бара начин како да го зголеми својот рейтинг. Лидерска средба имаше пред еден месец и во овие моменти не гледаме потреба за тоа. Ако Венко сака средби, тие може да ги оствари со неговите коалициони партнери Ахмети Таравари или Димча Апасиев. Тоа се исти луѓе со исти вредности. Филипче нема контрола во партијата и само му слугува на другарот Зоран Заев, сака да факторизира со седнување на маса, реагираат од ВМРО ДПМН. За власта реформите остануваат во фокусот на делување. Реформската агенда повеќе не е документ на хартија, туку дневна обврска на институциите, порача вице-премиерот Муртезани, образложувајќи ги роковите за донесување на клучните закони за усогласување со европското законодавство. Северна Македонија сега го има првото признание од Европската унија како прва земја во регионот која прифати предфинансирање пред зголемувањето. Значи, ова не е символичен гест, туку ова е директно признавање дека ова влада знае како да креира, презентира и имплементира реформи кои се конкретни, кредибилни и мерливи. Реформите сега се на терен, имплементацијата на реформската агенда 2024 е во континуитет без разлика на политичката транзиција. Албанската опозиција пак бара итно спроведување на уставните измени за да се откочи процесот на интеграција. За продолжување на работите треба уставни измени да има. Значи ова е една конукција, не одат една без друга. И џабе збориме и за реформи и за агенда, нормално дека се многу значајни. Владата минатата недела усвоила 2 акта со насоки како треба да се спроведува планот за раст. Со нив одговорност ќе има и за ресорните министри и за назначените службеници, доколку не се спроведуваат активностите за имплементација на планот. Го потпишаа Преспанскиот договор и го сменија името без консензус и против волјата на народот. Го потпишаа договорот за добрососедство, го прифатија францускиот предлог, го потпишаа протоколот со Бугарија, се согласија на уставни измени без консултација со тогашната опозиција, но уште поважно него ни прашаа ни народот. И сега, откако наталожи еден куп проблеми и обврски, кои практично резултираат со огромна блокада на европскиот пат на Македонија, на СДСМ им текна да демонстрираат конструктивност, да нудат некакви решенија, да глумат патриоти и да бараат национален консензус. Значи, може национален консензус, ама само откако народот ги испрати во опозиција. Оваа реторика на опозицијскиот лидер Филипче е само гола политика со празни флоскули, бидејќи кога неговата партија требаше да бара консензус за националните прашања, таа тераше своја агенда, ги газеше црвените линии и правеше отстапки кои предизвикаат трајни последици. Така што ова е само проведен обид со кој Филипче се обидува да се факторизира себе и СДСМ за некое важно национално или ете меѓународно прашање. Во услови, кога неговиот и рейтингот на СДСМ целосно тоне, никој за ништо не ги прашува, а уште помалку слуша. И тоа е голем проблем, бидејќи за некој месец идат избори. Да, кога најголемата опозицијска партија во една држава бара лидерска средба на која ќе се договара национален консензус по некое прашање, тоа би требало да се прифати, но побогу луѓе, што има да се седнува со СДСМ и Филипче, кога тие не се дел од решението, туку се дел од проблемот. Со нив национален консензус би било веднаш да се спроведат уставните измени и толку. Друго, нема што да понудат. Целта на сето ова е, реков, да се факторизираат, односно ете, да покажат дека и тие имаат нешто да понудат, а всушност се целосно празни.
И не се можеби празни, туку бараат македонската дипломатија да се врати на онаа попустливост и сервилност кон Бугарија и Европската Унија, што како политика ги воведе неговиот ментор Зоран Заев. И да се продолжи со лагите и манипулациите од типот дека протоколот број 2 кој го усвои минатата влада не бил услов за преговорите. Ја не знам колку изјави има и потврди од Бугарија, но и од европските функционери дека се што е договорено, вклучително и протоколот, е дел од преговорите. И не само тој протокол, туку и сите идни кои би требало да се допреговараат. Зарем не ги слушнавте што ни кажа европските лидери само во последниот месец? Дека и да ги ставиме бугарите во уставот нема никакви гаранции дека нема да следи ново вето. Ај за протоколите што не се зборува вистината. А најновиот бисер што го кажа, во историската комисија да вклучели странски експерти. Зарем некој странец ќе кажува какви се нашата историја и култура, кои сме ние и кој е македонскиот идентитет. Малку е што бугарите фалсификуваат, сега и некој си друг треба да одредува дали ние сме македонци или дали зборуваме македонски јазик. Епа луѓе, во тој случај, уште од почеток сме апсолутни губитници. И друго уште поважно. Зарем малку време имаше СДСМ додека беше на власт да ги бара овие промени. Тие се тие што им ветија на Софија, но и на Брисел, дека Македонија ќе го прифати бугарското негирање на самобитноста на македонската нација пред 45-та година и го доведе под сомнеж постоењето на македонскиот национален идентитет и јазик, и то без да се консултираат со било кого. Нели ветија устави измени свесни дека не се ни блиску до тоа мнозинство? Може уште тогаш да кажат, еве, ова не поминува кај нас, не поминува кај народот, ајде да смениме нешто. Или можеше Филипче, како подпредседател на СДСМ, уште на времето да се огради од она фамозно интервју на Заев, во кое тресеше зелениот типот македонците и бугарите се ист народ, дека говориме ист јазик, дека имаме заедничка историја, ете дека Гоце Делчев бил бугарен и слично. Нели, сигурно го памтите тој настап за БГНС, да не ви го пуштам по 100 пат видеото. Или пак после тоа можеше да се огради од Ковачевски и да каже дека францускиот предлог е неприфатлив. Ама не, тој и цело СДСМ, до крај, се додека народот не ги избрка на клоци на изборите, упорно се обидуваат да ја спроведат капитулацијата. И не само тоа. Гледате дури и сега одат со тезата, која рака на срце ни ја турка и Европската Унија, а гласи: она што е договорено и нема веќе за што да се разговара. Теза која оваа влада ни подразно не смее да ја прифати, пред се затоа што народот јасно и недвосмислено кажа дека овие услови и уцени се неприфатливи. Така што во право е премиерот Мицковски што го одби барањето за лидерска средба. Или можеби за да се одржи таква средба, можеби премиерот треба како услов да побара од Филипче да ги изговори овие реченици, кои првично во колумна ете ги побара и колегата Бранко Геровски, па ќе го цитирам, и тие гласат. Нека каже Филипче, Македонија и Бугарија немаат заедничка, туку споделена историја. Гоце Делчев е македонски револуционер кој се борел за слободата на Македонија. Тој не е македонски бугарски револуционер, како што тврдеше другар ми Заев. Нека каже, во текот на Втората светска војна, фашистичка Бугарија до капитулацијата не е администратор, туку окупатор во Македонија. Сила на страна на Хитлеровата Германија. Македонија нема претензии кон Бугарија, но има барања за македонското малцинство во таа земја. Треба да се почитуваат европските стандарди и пресуди на Судот за човековите права во Страсбург. Нека каже дека луѓето од Петрич и од Струмица не зборуваат на ист јазик, како што тврди Заев. Ако го зборуваат стандардниот македонски јазик, тогаш што и во Струмица и во било кој друг во Македонија е посебен јазик кој се разликува од бугарскиот. Македонскиот јазик не е дијалект на бугарскиот јазик. Нека каже македонците и бугарите не се ист народ и не зборуваат на ист јазик. Ние сме и ќе бидеме пријатели, можеби дури како браќа, како и други словенски народи, ама не сме исти. Еве, нека ги изговори овие реченици Филипче и Бујрум, тогаш нека се одржи лидерска средба и нека се постигне национален консензус. Не за друго, туку затоа што истото ова го мисли целиот македонски народ. А уште поважно, тоа би представувало оградување од онаа предавничка политика што ја водеше Заев и сигнал дека еве ова СДСМ нема да ја тера истата агенда на послушност. Ама знам дека сето ова е само, што би рекле американците, wishful thinking, или народски кажано пуста желба, затоа што Филипче никогаш нема да се одважи да се огради од својот ментор и златен другар од Дубај. Или пак уште помалку би имал храброст да каже, например, вакво нешто. Не знам дали знаете, но во Бугарија има комитет во кој што членуваат представници на малцинствата. Роми, турци и ерменци.
зарем ние македонците, кои што имаме 14 пресуди од Судот за човекови права во Страсбург, кои што се кредибилни да носат пресуди за Омо или Индемпири, не заслуживме место во тој комитет. А тие заслужија место во нашата преамбула. Јас не се слогалствам со тоа. И додека не видам таму македонец, кој што е дел од тој комитет, а за тоа треба сите заедно да работиме, нема ни милиметар да се мрдам додека сум премиер на оваа влада. Значи, за разлика од Филипче, кој уште заговара дека договореното е договорено и продолжува да ги поддржува притисоците врз македонците да го жртвуваат својот идентитет и на тој начин ете да сме го фателе возот за Европа. Премиерот крена рачно. И сега, кога сите јавно гледаме колку различни ставови имаат, што би било поентата на една лидерска средба? Тоа што го говори Мицковски го мислат над 80% од македонските граѓани. Тоа што го заговара Филипче го поддржува само Дубај кланот и оние слепи послушници од Бихачка, нормално потурнати од одредени кругови во Брисел. И кога зборуваме за Брисел, немој да мислите дека сите се согласуваат со овие ставови на Бугарија. Туку едноставно луѓе полесно им е да се повикуваат на договореното е договорено, отколку повторно да го отвараат прашањето и да водат битка за убедување со Софија. Но имајќи ја в предвид непопусливоста на сегашната македонска влада, но и досега најголемата дипломатска офанзива за одбрана на нашите ставови, полека и таму почнуваат да дуваат различни ветришта. Голема победа на македонската дипломатија предводена од премиерот Христијан Мицковски. Европскиот парламент и во официјален документ ќе го зацементира и потврди постоењето на македонскиот идентитет и јазик. Овие термини се директно споменати дури на 4 места во извештајот за напредокот на Македонија кон ЕУ, кој треба да биде усвоен во јули. Извештајот е подготвен од главниот известувач, австријецот Томас Вајц, кој успеа да ги стави идентитетот и јазикот со помош на другите 7 известувачи во сенка, што ги представуваат политичките семејства во ЕПА. Секако тука му помогна и големата дипломатска офанзива на македонската влада. Премиерот Христијан Мицковски изрази задоволство од ваквите потези и порача дека тоа само ќе докаже многовековноста на македонскиот јазик и идентитет и повика извештајот да биде поддржан едногласно. Тука не гледам апсолутно никаква пречка, ако навистина сите сме едногласни и тоа не беше никаков проблем. За жал, морам да кажам дека повторно од исток стигаат поинакви коментари и гласови, но да видиме како целата оваа работа ќе заврши. Посебниот многовековен македонски идентитет и меѓународно кодифициран посебен македонски јазик е факт. Инаку Вајц, кој доаѓа од Зелената партија, успеа да спречи во неговиот извештај да влезат дури 40 предлози против Македонија кои биле поднесени од бугарските европратеници Андреј Ковачев и Ивајло Валчев. Премиерот Мицковски ги повика сите партии во Македонија кои имаат свои сестренски партии во Европскиот парламент да се вклучат во офанзивата за да овој извештај помине во ваква форма. Ги повикувам сите политички чинители во државата да се обединат и да почнат од денес да вртат на своите сестрински партии кои што имаат европратеници во Европскиот парламент. Знам дека опозицијската СДСМ е дел од едно такво семејство. Ги повикувам уште денеска да почнат и да вртат до своите сестрински партии. Истото е, јас колку што знам, и политичката опозицијска партија ЛДП. Во исто време, можната средба меѓу претседателката Гордана Силјановска-Давкова и нејзиниот бугарски колега Румен Радев нема да се случи, бидејќи се уште нема никаков официјален одговор од кабинетот на претседателот на Бугарија. До овој момент немаме пристигнато било каков коментар од страна на кабинетот на претседателот Радев. Само преку медиумите, ако тоа може да се толкува како одбивање, е онаа изјава на европскиот пратеник Андреј Ковачев, кој што доаѓа од сестринската партија ГЕРБ, кој што вели дека не е потребна на Бугарија никаква медиација. Доказ дека македонската дипломатија му помогнала на Вајц да поднесе позитивен извештај за нас е и фактот што го објавува бугарската БГНС, дека во минатиот период додека се подготвувал самиот извештај, на негова покана со станоци во Европскиот парламент биле 15 пратеници од Македонија, а претходно на 12 мај таму беше и министерот за европски прашања Орхан Муртезани. Вајц организираше официјален ручек за македонските пратеници со известувачите во сенка, на кои бугарските пратеници не биле поканети. Се очекува потврдата на македонскиот идентитет и јазик да се
се прелети да стојат во најновиот извештај на Европската комисија што треба да се објави на есен. Инаку Европскиот парламент ќе биде второто законодавно тело во Европа по германскиот Бундестаг, кој донесе одлука за македонскиот јазик на 15 јуни пред 2 години. Значи, за прв пат во еден официјален документ на едно толку високо тело на Европската Унија како што е Европскиот парламент ќе бидат зацементирани македонскиот идентитет и јазик. И тоа еднаш него 4 пати. И сето ова би требало потоа да биде ставено и во извештајот на Европската комисија за напредокот на Македонија, што нели треба да се објави на есен. И нормално бугарите се во паника. Зеле оние кутрини од БГНС, па го проверувале регистарот на состаноци на Европскиот парламент, според кој од неговото назначување за известувач, Вајц одржал, замислите, 36 состаноци со властите на Македонија и ниту еден со организациите на бугарите во Македонија. И тие признаваат дека поради успешните лобистички напори на македонската влада, речиси сите текстови на бугарските европратеници биле отфрлени од известувачите, но биле прифатени 6 предлози Европскиот парламент да го признае македонскиот јазик и идентитет. Ова е, драги мои, надворешна политика на една држава, а не виткање кичми и златни визи за Дубај. Да водеа ваква политика СДСМ уште на времето немаше да се доведеме во оваа ситуација. Па дури и самиот Вајц кажува дека лично му е жал што вакво нешто е потребно, бидејќи за него и за поголемиот дел од Европа нема сомнеш дека македонците се македонци, дека македонскиот јазик е македонски јазик. И лично тој не гледал потреба тоа да се каже, но поради некои прашања што биле поставени во минатото, но и денеска, особено од страна на Бугарија, например дека македонскиот јазик не е независен јазик што се разликува од бугарскиот, или дека македонскиот идентитет е доведен во прашање не само од Бугарија, туку и од Грција, потребно е сега тоа да се спомене. И заклучува. Во извештајот јасно се споменува реалноста на независниот македонски идентитет и јазик. Значи, полека се менува и климата во Европа. И како што реков, бугарите веќе ги фаќа и помалку паника. Така експресно, со 194 гласа за, ниту еден против, ниту еден воздржан. Во бугарскиот парламент во петокот едногласно беше изгласана декларација со која се повикуваат македонските власти да го почитувале договорот од 2022 година, односно францускиот предлог. Нагласуваа дека за нив биле неприфатливи какви било обиди во рамките на ЕУ за повторно преговарање, за обиколување или игнорирање на овие елементи, од веќе подпишаното од поранешните шефови на дипломатиите Бујар Османи и Генчовска. Значи, бугарите се фаќаат за она што го подпиша СДСМ. А дека немаат намера да мрднат милиметар од тоа, потврди нивниот министер за надворешни работи, кој го потенцираше и она што стои во самата декларација, а за кое многумина предупредува, дека овој договор е меѓу Македонија и Европската Унија, а не е билатерално прашање. Бугарија ќе продолжи да го почитува договорот од 2022 година. Ние нема да отстапиме ниту сантиметар од него. Нема да престанеме да повторуваме дека почитувањето на европските барања е тоа кое што мора за да може да се постигне напредок и критериумите за членство дадени во консензусот од 2022 година меѓу Европската Унија и сите нејзини држави членки од една страна и самата Македонија. И тие треба да се исполнат, изјави Ѓоргиев. И поранешниот премиер на Бугаријата, Борисов, кој заедно со Заев си го подпишаа договорот за добрососедство, не потсети дека претходната власт во Македонија постигнала 2 договори кои мора да се почитуваат ако сакаме членство во Европската Унија. Сега, за разлика од кај нас СДСМ не убедува дека треба да го искористиме моментот и да ги усвоиме уставните измени. Ај бугарите, еве да го прашам, што станува со повикот на премиерот Мицковски, кој нели побара од сите партии во Македонија, кои имаат сестрински партии во Европскиот парламент, да лобираат декларацијата на Вајц да биде усвоена ваква како што е. Како што знаеме, СДСМ има своји партнери таму, но дали чувте некој од кај нив, например некој од подпредседателите или самиот Филипче, да излезе јавно да ги повикаат своите странски партнери во Европската Унија да застанат зад извештајот и да гласаат за. Тешко, молк, ниту збор. Значи, СДСМ е распродаде цела држава, од името, преку историјата, идентитетот и јазикот и не доби ништо. А оваа влада со својот цврст, непопуслив и принципиелен став, доби потврда за која досега се сонуваше. Или, колку си подостоинствен и неприкосовен во однос на сопствениот идентитет, толку повеќе ќе те почитуваат. Со својот став кон себе си, ги учиш другите како да се однесуваат. Ова беше испитот на кој падна претходната власт. Но и покрај ова, уште не разбираат дека кога ја виткаш кичмата, никој нема да те поштеди. И затоа веројатно уште долго ќе си седат во опозиција. И можеби, тоа е најдобро за Македонија.
Мислам дека тука веќе е време да одмориме с еден блок реклами. Останете така, се враќаме веднаш. Добре дојдовте назад. Еве сме при крајот и на оваа епизода на седмица. И тука пред да се одјавам, нели не останува некоја минута да прокоментираме некоја тема која не стигнавме во првиот дел. Зашто станува збор? Не знам дали памтите, на минатата епизода ја споменав градоначалничката на Скопје Арсовска и нејзиниот нов порив да прави реално шоу под наслов "Фатете ја дивоградбата во чај". Со оглед на фактот што нема ни теоретски шанси за втор мандат, и препорачав откако ќе ја смениме од функцијата дека може да ја смени професијата и да тера ново реално шоу на телевизија или на интернет. Искрено не мислев дека ќе ме свати сериозно, затоа што гледам дека и неделава ни приредува нови епизоди од шоуто. И го чекаме Висар Ганио да дојде да се јави на главна каса. Висар, те чекаме дечко тука да дојдеш. Имаш направено фалсификат на документација со кој што си извршил легализација спротивно на закон. Значи, одговорен си и треба да докажеш сега во овој момент како си успел да ги упишеш овие легализации во катастар, имотни листови, дечко, да им побраш новија, без да имаш документи од град Скопје. Од град Скопје ти е вратено дека оваа дивоградба си ја правил во изминатата година, а не во 2011 година. И дојди да видиме на кој ќе му се заканиш. Дојди тука, ако си муж, тој минатиот пат ти го кажав, заканување, дојди во лице да ми кажеш. Не се заканувај оддалеку. Реков јас нека тера пославна од Кардашијан ќе стане, но шегата настрана. Навистина немам ништо против тоа што градоначалничката води битка против дивоградбите, но од авион се гледа дека мотивите за ова што го прави не се толку искрени, дека веројатно станува збор за некои си други интереси. Прво и основно, ако толку се грижеше за дивоградбите во Скопје, што побогу чекаше, речи си 4 години за да дури сега крене глас? Имаше шанса уште од почетокот на мандатот да се фати во клинч со градежната мафија и верувам дека ќе имаше целосна поддршка од граѓаните. И ништо друго да не направеше, ни еден друг проект да не започнеше, како што и не започна. Да го решеше овој проблем со дивоградбите, може би дека имаше и шанса да истари втор мандат. Во исто време, што не се вклучуваше во живо пред полните контейнери кога нејзиниот град се давеше во смет, или да се вклучеше во живо од некоја автобуска станица кога го остави Скопје за прв пат во историјата без јавен превоз. Всушност еве и денеска може да оди пред контейнерите кои така се полни, а може и на автобуските, затоа што и тие се има ретко автобуси колку и сите нејзини проекти. Еве нека оди во живо да се вклучува викендов, што Скопје го остави, половина Скопје го остави без вода. Втора работа, што толку се фати само за чаир, како да во рамките на град Скопје нема таму други дивоградби? Што не отиде, например, до Сарај, да видиме каква е состојбата таму? Не, таму градоначалник е од редовите на ДУИ, а ДУИ не смее да се чепка, затоа што како се испокара со сите, само интегративците и останаа верни. И како нема да и бидат верни, кога поголемиот дел од градежниците што градат низ Скопје, па дури во центарот на градот, се блиски до оваа партија. И трето, идат локални избори. А Чаир е една од клучните општини со кои сега раководи Ганиу од вреди и големи се шансите таа да остане во рацете на владеачката коалиција. Така што ова што го прави Арсовска и тоа сега на некој месец пред изборите, многу убаво му оди во прилог на ДУИ, која душа би дала да може да го освои Чаир во октомври. Значи реков немам ништо против битката на еден градоначалник со градежната мафија и дивоградбите. Дури и треба да се поддржи. Но јавноста исто така мора да знае дека мотивите на оваа драмолетка на Арсовска не се толку чисти и дека зад нив веројатно стојат политичко бизнис интереси. Толку на оваа тема, навистина не сакам повеќе да ви трошам време со личноста која од октомври ќе испратиме во предвремена пензија. И тука мислам дека е време да ја завршиме и оваа епизода на седмица. Се надевам дека го задржав вашето внимание. Со Господ напред, се гледаме за една недела во исто време, на исто место. Имајте пријатна вечер.